Здраво, здраво и добродојдовте во уште една епизода на Тин Феномен. Денес ви носиме нови теми и нов хумор. Затоа денешната емисија е да се биде или не. Или како што англичаните кажуваат, to be or not to be. Затоа останете со нас, затоа што Тин Феномен започнува сега. Добро, уште колку време ти треба да се спремиш? Уште 5 минути. Ај, биди искрена. Уште 5 минути и 30 минути стрес. Денеска во Тин Феномен ни доаѓа млад човек кој е влюбен во театарот. Во исто време прави храбри чакори кон новинарството. Тој го чувствува пулсот на културата и го гради својот пат. А денес со нас е Петар Јошевски. Петар, добре Добро дојде. дојде. Добро ве најдов. Како се чувствуваш? Се чувствувам возбудено за интервјуо. Вие, како сте? Супер, Супер. фала на прашање. Прво би те прашал, кој е напишал To be or not to be и чија реплика е? Шекспир. Да, и реплика на... Од Хамлета, не знам точно кој е. Да, точно. Знаеме дека започна да се занимаваш со волонтирањето, пошто и лани бевме заедно на волонтирање, Да. па кажи ни кој те воведе кон волонтирањето, љубовта кон театарот и така натаму. Љубовта кон театарот ми почна на моја 7-годишна возраст, кога исто така бев во аматерски театар, каде што редовно работев со деца и имавме исто така свој ментор, како што сега работевме во МТТ зона. Волонтирањето ми започна целосно спонтано, јас воопшто не ни планирав да се пријавам лани за волонтирање, но ја видов приликата и одлучив зошто да не. И така тоа испарна едно од најдобрите одлуки во мојот живот. Так. Како изгледа еден ден на волонтерот кој што е член на театар? Во текот на Театарски тигри, тигри, да. Денот започнува поприлично рано, каде што си гледаме активностите кои што ги имаме за денот. И мислам дека секоја сабаља го започнувавме во бифето на Марко Цепенков со утринско кафе. Па има многу различни, сите деца имавме различна улога во театарот и каде да бидеме, на кое место, и сите знаевме точно во која сфера работиме и со кого работиме. Так. Спомна, ги гледавме нашите активности. Кој ги задаваше тие активности, пошто претпоставувам некој имаше таму? Да, имавме координатор, поздрав до координаторката Рамона. Имавме координатор кој што цело време беше тука со нас и не чуваше и ни ги задаваше задачите кои што требаше да ги извршиме во тој ден. Така, па Дали можеш да озвучиш некој интересен момент, онака најмногу впечаток што ти остави? Најголем впечаток од театарските игри лани покрај представите ми оставија дружбите во бифето што ги имавме, да го забавите после крај на денот. Друг впечаток што имав исто така ми беше кога ги запознав, да кажам, популарните македонски актери. Тоа искуство во живото што мислам дека не можеме да го најдеме на ниедно друго место. колку е важна улогата на волонтерите во текот на театарските игри? Јас мислам дека улогата на волонтерите е многу важна затоа што покрај тимот тука ги имаме волонтерите како еден најголем дел од тимот затоа што волонтерите нема најмногу. Мислам дека улогата на волонтерите е навистина важна затоа што тие прават се да оди полесно. Тие овозможуваат да сите работи, сите активности да течат полесно и да има помош при сите активности. А што би им препорачал на оние кои што сакаат да започнат со волонтирањето? Дефинитивно би им препорачал да не ја пропуштат приликата и да не размислуваат два пати затоа што навистина нема да сгрешат ако се пријават да бидат волонтери. Така, оваа година повторно има за пријавување на волонтери. Да, оваа година повторно имаше пријави за волонтери и мислам дека сега уште трае пријавата. Така, кога започнуваат театарските игри? Театарските игри оваа година започнуваат на 6 јуни. И сите секоја година започнуваат околу од 6 до 8, секоја година варираат датата, трајат 8 дена и така. Михела, пак си доцнела на училиште. Михаил, за учење никогаш не е доцна. Сега знаеме дека и ти имаш своја сопствена емисија. Да, Пулсот на младите. Така. Тоа е аудио и видео подкаст на Радио Пулс. Радио Пулс е радио кој што е од Младински совет Прилеп, се извинувам.
радиото на Младински совет Прилеп, каде што сите волонтери кои што сме таму, редовно работиме на радиото, го одржуваме со музика, со подкасти и така. Дали може да ни кажеш фреквенцијата, на која фреквенција е радиото? Онлайн е радиото. Онлайн? Да. Значи само онлайн ги има. Да. Во текот, значи емисиите ти сам ги снимаш, сам ги едитираш или имаш помош? Во текот на емисиите имам помош од вработените во Младинскиот совет за снимањето на емисиите и за сето сценарио кој што се пишува за прашањата на гостите, а после монтирањето и снимањето е моја задача. Значи ти сам се снимаш, сам се монтираш. Да. Кажи нешто. Но и да почнете и вие. Кажи ни нешто повеќе за МТЦ зона. Знаеме дека си член во МТЦ зона. Да. МТЦ зона лани имавме и ние премира исто како претходната група. МТЦ зона е организација која што работи за допринесување на театарот кај младите луѓе, односно запознавање со процесите кои што се случуваат зад сцената кај на младите луѓе. Тоа е еден простор кој што не возможува да се прекажеме во различно светло. И каде се гледаш, пример, за по завршувањето на средно што би запишал? По завршувањето на средно, се уште немам точно одлучено, навистина ми е голема желба да се запишам на драмски факултет. Зависи до можностите. Така, јас повторно ќе се навратам на волонтерските денови. Кажи ни како балансираш со волонтирањето и со приватниот живот, нормално, пошто секој, мислам, по цели денови беше таму. Театарот, Војдан Чернедрински, киното и така тоа. Па треба голема организација ако сакаме да го балансираме театаро и приватниот живот, односно волонтирањето за време на театарските игри. Театарските игри се цел ден, цела недела, значи во таа недела јас немав приватен живот. Сакав целосно да се фокусирам на театарот и за помошта и на гледањето представи, исто така, затоа што преку гледањето представи го развиваме нашето критичко мислење, така да пробав целосно да се фокусирам таа недела само на театарот. Така, кој од представите ти беше интересна, пошто секој ден беше таму? Да. Најголем впечаток кој ти остави? Најголем впечаток, покрај што имам гледано претходно, ја гледав и на лани на театарските игри, таа беше дупло дно на нашиот театар. Таа представа свој награда од публика со најмногу гласови. Исто така представата Ало Ало театар комедија ми остави голем впечаток. Тие беа две представи кои што ми остави најголем впечаток од сите кои што беа. И како го гледаш вака театарот како една институција во општеството? Дали треба да постои, дали не треба да постои, пошто има големи љубители кон театарот? Тоа е интересно прашање. Театарот е, јас мислам дека е основа на општеството наше. Посебно во Прилеп театар има голема историја. Значи, јас мислам дека е срамота ако еден град нема театар. Ако остани без театар. Односно ако остане без театар. Па да, Александар Еленин пиша кога актерите го честитаа светскиот ден на театарот на Facebook, пиша на статус дека во куќа умре не се честита. Но јас, иако се согласувам со тоа, мислам дека театарот не е мртов, се дека ние го одржуваме во жив. Михаил, што си мирен колку денеска? Денеска сум на battery saving mode, не ми се трошат батериите. Чути, барем нема и мене да ми ги трошиш нервите. Па која ти е некоја досега омилена улога што сакаш да изиграш или веќе си изиграл? Така. Омилена улога што сакам да изиграм. Никогаш не правам такви планови, затоа што не сакам некогаш да се раточарам од мојата улога, затоа што мислам дека секоја улога представува некој предизвик кој што ние самите треба да надмениме. Да. Мислам дека последната улога која што ја глумев на последната представа ми беше една која што ја посакував. Последната представа беше Чекалница според текст на српската авторка Марина Војчик. Ја игравме во Кавадарци и ти беше тука. Да, баш имав прилика да ви гледам. Да, два пати. Два пати. Сите актери кои што досега ги имаме снимено ги прашуваме кој им е најубава актерка од македонскиот драмска сцена. Дали можеш да ни кажеш и ти? Најубава актерка од македонската драмска сцена. Дарија Ризова, можеби. Навистина, за време на театарските игри има голема симпатика, не можам да лажам. Од така професионални Дарија Ризова, мислам дека од светски актерки има многу и мислам дека не можам да извам навистина. Може Ема Уотсон, пример. Так. И таа е многу добра во изгледот.
Да. Колку време си член на МТЦ зона и дали спремате нешто ново, дали приготвувате сега? Со сите ситуации на театарот, МТЦ зона е ставена на пауза, значи МТЦ зона моментално паузира со својата работа, но јас сум член на МТЦ зона од првите почетоци на МТЦ зона, односно од создавањето на МТЦ зона и имаме за сега ние една премиера и другата група уште една премиера. Моментално спремавме представа, но сето тоа се стави на пауза со целата ситуација со театарот, да. Јасно. Повторно ќе вратам на снимањето на твоите емисии и на твојата емисија. Сакам да те прашам како ги бираш гостите за емисијата и темите претпоставувам произлегуваат гостите што прави. Напротив, прво јас најчесто кога почнав јас со емисијата, имав една бурана идеја што може да се сними за да се придонесе некоја свест кај младите. И како што ми идеите, така ги наоѓам гостите. Не ги наоѓам прво гостите па идеите за што да снимаме. Затоа што не ги планирам подкастите. Сето сакам да ми дојде природно и затоа немам можеби толку редовно подкасти, затоа што снимам кога ќе ми дојде главната идеја па после целото реализирање. Уствари, кои се самите почетоци на снимањето на емисијата? Кој ја даде идејата за снимањето? Идеите беа многу одамна поставени од други волонтери кои што имаа започнато некои емисии на радиото, но немаја целна програма и целна публика која што сака да ја постигнат. Мојата идеја беше да се создаде подкаст на радиото во каде што секој млад човек, односно секој човек поточно, ќе може да гледа и да научи нешто од тоа. Не само да научи, туку да биде и забавно за нив. Јасно. Фала ти што беше наш гостин. Нема нешто. Се надевам дека уживаше. Ви благодарам на поканата. Ти благодариме и ти што не прифати, што не одби. Нема проблем. И се гледаме во наредна прилика. Обавезно. За денеска толку. Се надеваме дека се забавувавте и дека уживавте со нас. Денеска имаме супер кул тинејџер. А ако сакате и понатаму да запознаете супер кул тинејџери, следете ни наредната недела. Така е. Туку, дали знаеш имаме забораено одавна? Шо? Оно на јаконо. Што кажуваме? Да. Да. Слеј! Моля Михаил вака ги кани гостите, сценографијата да му ја требаме. Тоа е, и мене ме казва и овде ти каснем денеска.